Од 2011 наваму, локалната установа Градски музеј од Крива Паланка успешно ја исполнува својата мисија. Буквално ја заживеа културната сцена на локално ниво и создаде услови за развој на културниот туризам како фактор за социјалниот и за економскиот напредок на општината. Покрај ова, во неговите пространи галерии и постојани постановки, преку фотографии, документи и предмети, со помош на традиционалните носии, покуќнини и занаети, е прикажан животот во Крива Паланка низ вековите. Сето ова е представено низ постојаните историска, археолошка, староградска етнопоставка, како и во делот посветен на заедничкиот градски живот и обединувачкиот дух на населението, кое со векови живеело на овие простори. Деновиве, по безмалку една година напорна работа, финишираа работите околу најновата содржина, со која се очекува да бидат заокружени инфраструктурните зафати и музеот ќе може да се посвети на својата примарна културна дејност. Со церемонијата на свечено отварање во петокот на 8 ноември Митровден, установата ја промовираше новата градска уметничка галерија, пошто Крива Паланка веќе може да се пофали со современ изложбен простор, кој во голема мера ќе го растовари салонот во Центарот за култура, а повеќе нема да има потреба да се импровизира и со други несоодветни локации. Видните гости и бројните љубопитни кривопаланчани впрочем беа сведоци на крајниот резултат на реализацијата на проектот Уметност без граници, за кој Градскиот музеј уште еднаш се сврте кон своите партнери од Кралството Норвешка. Ова е трета соработка со амбасадата на скандинавската земја, која за потребите на конкретната проектна активност издвои 45.000 евра. Директорот на установата Драган Величковски задоволно откри дека Крива Паланка е првата и засега единствена македонска општина која добила грант од регионалната амбасада на норвежаните, која се наоѓа во Белград. Градската уметничка галерија е за окружување на организирањето на музејската и галериската дејност во Градскиот музеј и воедно за окружување на долгиот процес на реновирање на зградата на Градскиот музеј. Работите кои што ние ги зацртавме со елаборатот за основање на музеот и со програмата за развој на музејската дејност доследно се ги извршивме, а денешното отварање е токму потврда на сето тоа. Проектот кој што го реализиравме покрај ова градежна компонента на реновирање и адаптирање на современ галериски простор содржи културна, односно интелектуална компонента, која се состои од одржување на културно-уметничка манифестација Лето на култура и уметност со повеќе од 20 концерти, ликовни, музички и музичко-сценски настани и активности. Манифестацијата која започнавме во месец јуни, а ја завршуваме во месец ноември, и за која до крајот на годината, а во рамките на проектот ќе публикуваме луксузна брошура како спомен дека културата и уметноста се славеле во нашиот град. Проектот Уметност без граници е реализиран преку секторот за европска соработка во владата на Република Македонија, со посебна билатерална програма меѓу двете земји која координира секторот за евроинтеграција. Церемонијата на свечено отворање на Градската уметничка галерија со своето присуство ја збогати заменик министерот на Кралството Норвешка за регионот, Рогер Јоргенсен, наведувајќи дека со годинашните 3 се доаѓа до вкупна сума од 90 милиони евра, кои неговата земја ги ставила на располагање за проекти во Македонија. Тој спомена дека за продлабочувањето на меѓусебните врски говори и фактот што на истиот ден амбасадорот на Норвешка во Тетово беше на отворање на слободна економска зона. We received an application under the name Art Without Borders. Добивме апликација под името Уметност без граници, каде што главни цели беа да се надминат логалните пречки и граници за презентирање на уметничките дела и да се промовира уметничката галерија во Крива Паланка како современо место за изложби и секакви манифестации. Како што кажува и самото име на проектот, оваа локација, музеот е всушност центар за надминување на физичките и менталните граници и место каде што би можеле да се презентираат, каде што се презентирале досегашни и ќе се презентираат идни културни манифестации. Имав чест да присуствувам на некои од изложбите што се презентирани во музеот и да слушнам за соработката при отварање на самиот музеј. Им честитам и ми се заблагодарувам на музеот, на локалната власт и на останатите донатори во културниот живот кои што придонесоа за отварање на овој прекрасен културен центар. Значи, самата зграда е прекрасна и денот ни послужи како прекрасен ден за отварање на истата. Како човек кој одлично искуство може да посведочи за локалните пречки на кои наидуваат нашите уметници, но и за границите кои како општина моравме да ги трпиме при организирањето на најразлични случувања при кои гостувавме докажени имиња и познати дела, градоначалникот Арсенчо Алексовски истакна дека е презадоволен што конечно ова ќе биде минато. Сите ние се сеќаваме каква беше, што беше, како беше целиот тој простор. Мислам дека сепак успеавме да направиме едно убаво дело. Со
правењето на уметничката галерија на некој начин ќе ги оживееме сите оние дела на познати наши страни уметници, на познати наши резбари и ќе ги дадеме на окото на јавноста да ги видат. Со ова сметам дека го разубавуваме нашиот град, со ова сметам дека работиме и на промоцијата на нашиот град. Повторно ќе кажам, сите знаеме како беше одека, сите знаеме што беше. Сега имаме една содржина, една нова убава зграда. Имаме, најпред започнавме со историската, со етнолошката. Минатата година отворивме археолошката поставка и еве сега со уметничката галерија, значи целата зграда си го добива својот финиш. Импресионирана од сето она кое што е сторено, одговорната за галериска дејност во Министерството за култура на Република Македонија, Марија Ѓоргова, нагласи дека градежните работи во и околу музеот, што ќе значи создавање на целосни предуслови за продолжување на неговата повеќе од успешна приказна. Со новата културна дестинација која добива Крива Паланка се создава простор за ликовни изложби и перформанси, а тој простор години наназад му недостасуваше на овој град. Новата уметничка галерија значи отварање на нови прозорци и нови хоризонти. Кој е голем настан не само за градот, туку и за целата држава. Затоа ја изразувам својата благодарност до Норвешката амбасада во Белград, која преку амбасадорскиот фонд ја овозможи реализацијата на проектот за основање на градска уметничка галерија. Откако символично беше пресечена црвената лента на влезот во новата градска уметничка галерија, просторот од околу 90 метри квадратни ги отвори своите врати за бројните посетители. Иако може би малку во сенка на свеченото отворање, сепак голема чест први да го искористат прекрасниот изложбен амбиент доби организаторите на традиционалната меѓународна ликовна колонија Свети Јоаким Осоговски. Уште повеќе, привилегија имаше, а и во наредните денови ќе има и кривопаланечката публика, бидејќи над зидовите на новата галерија висат ни помалку ни повеќе делата на основоположниците на престижната манифестација, кои пред 27 години ги поставија темелите на ликовната колонија и свртеа нов лист во културната историја на Крива Паланка. 40-тината творби на академските сликари Петар Мазев, Златко Стефанов Попиванов, Никола Иванов Балтон и нашиот Димитар Стојчевски ги најави петиот коосновач Јордан Михајловски. Ми причинува особено задоволство што по повод овој значаен настан од поновата културна историја на Крива Паланка, отворањето на новиот галериски простор во рамките на градскиот музеј, што ликовната колонија дава прилог, што символично поставка назначена како основачи во кои се сублимираат 27 годишните тежненија и развој на ова ликовна манифестација. Во оваа експозиција денеска се собрани најзначајните дела од збирката на колонијата што ги поседува Центарот за култура во Крива Паланка и галериската збирка во Свети Јоаким Осоговски. Гордоста е уште поголема и значењето на оваа изложба што денеска за прв пат пред очите на јавноста изнесуваме нови дела од авторите Петар Мазев, Чемерски, Стојчевски, Балтон и Златко Иванов и Стефче Ристовски. Уметничкото дело не постои ако не е изложено. Имајќи го ова предвид, новата градска уметничка галерија разбирливо со најмногу желба ја очекуваа и најсилно и се израдуваа организаторите и учесници на различните културни манифестации во градот. Сепак, од проектот недвојбено подеднакво ќе профитира и публиката. Како и да е, во очекување на следните изложби, уметнички инсталации, представувања, концерти, промоции, па и перформанси, вас никој не ве спречува уште денеска да го посетите градскиот музеј, да уживате во уметноста, да знаете нешто повеќе за нашето минато, да научите многу самите за себе.